Денеска е 27 април. Точно година од моментот кога многумина и во Соединетите Американски држави и во меѓународната заедница се плашеа дека државата може да влезе во целосен хаос. Нецели 10 месеци од изборот на нова влада, Македонија се споменува како држава која што дава нова шанса на Балканот, како држава во која што слободите, медиумите, невладините организации, владењето на правото имаат шанса. И тоа е навистина крупна промена. И таа промена не се случи лесно и не се случи преку ноќ. Таа промена е видлива во Вашингтон и се цени. Коментарите кои што можевме сите да ги прочитаме во извештајот на Европската комисија, извештајот на Freedom House, кој порача дека Македонија е единствената надеж во Европа за подобрување на човековите и особено медиумските права и слободи, сето тоа се аргументи кои што се ценат. И впечатоците за Македонија се позитивни и впечатокот е дека навистина имаме историска шанса да ги промениме состојбите во Македонија и да ги промениме состојбите во регионот. Најголемиот дел од моите соговорници кажаа дека Македонија го заслужи своето членство во НАТО и дека се надеваат, очекуваат, посакуваат договор со Грција, кој што ќе ни овозможи навистина целиот иден процес со забрзано темпо и со забрзан чекор успешно да заврши за Македонија. Дали во детали го отворивте прашањето за името и клучната пречка во целиот процес, тоа е уставните измени, ерго омнес, барањата на Грција за употреба на новото евентуално договорено име, кој што очигледно најголемата пречка во целиот пакет за се до конечно решение? Не сме тука да преговараме, затоа што преговарачкиот процес е многу чувствителен и мора да го почитуваме така како што е замислен со медијаторот од Обединетите нации, со двајцата министри, се надеваме во иднина и двајцата премиери, кои што ќе го продолжат со надеж успешно да го завршат процесот. Меѓутоа, она што го зборувавме овде во Вашингтон, во Стейт Департментот, е дека во процесот се направени сериозни чекори напред. И дека можеби двете држави никогаш досега не биле волку блиску до решение. Остануваат тешки прашања, не смееме тие да ги минимизираме, со нив не можеме да импровизираме, но факт е дека за многу крупни теми, околу кои немало согласност предходно, начелен договор е постигнат. Сега ќе зависи од Скопје и од Атина, ќе зависи од двете влади, дали оваа историска шанса ќе се искористи или не. Но што ако не се реши прашањето за името? Има ли стравувања Македонија да се врати назад или да се врати неизвестноста во земјата? Такви стравувања во Вашингтон не чув. Меѓутоа, да не очекуваме тоа да го решаваат или да го коментираат нашите стратешки партнери. Тоа е прашање кое ние треба да го одговориме. Нашата цел е да го решиме проблемот. Нашата цел е да ги отвориме вратите за членство во Европска унија и НАТО. Но во секоја варијанта наша обврска е да гарантираме дека државата ќе продолжи да биде стабилна и ќе продолжи да создава просперитет за своите граѓани. Без разлика на тоа дали ние ќе успееме да најдеме решение со Грција или не. Свесни сме дека членството во НАТО и членството во Европската унија ќе бидат дополнителен мотор за домашни реформи, за економски раст. Меѓутоа, велам, обврска е наша да не дозволиме никогаш повеќе во Македонија да ни се случи тоа што се случи на 27 април, но и да ни се случи тоа што ни се случуваше 3 години пред 27 април. Македонија никогаш повеќе да не биде заробена држава. Никогаш повеќе да не го ограничува правото на медиумите. Никогаш повеќе да не ги чува граѓаните во заложништво и никогаш повеќе политичарите да не сметаат дека се над законот.